Купивте нов автомобил и среќни се одвезовте дома, но дали сте свесни дека тој веќе има загубено 30% од својата вредност? Купувањето автомобил секогаш е уживање и во тој момент никој не се оптоварува со вакви негативни економски математики. Вистината не е толку драстична, но сепак еднакво е болна. Најновите истражувања покажуваат дека во првите 5 години автомобилите во просек губат дури 52% од својата вредност. Секако, разликите се големи во зависност од марката, моделот, класата и моторот, кои се главните параметри што ја диктираат цената на половните возила. Влијание имаат и предрасудите и одржувањето, а изненадувачки е колку малку поминатата километража и опременоста на возилото се ценат. Генерално гледано, својата цена најдобро ја држат германските возила. Предничат премиум марките Mercedes, Audi, BMW, Porsche и секако Volkswagen и Opel. После нив купувачите најмногу ја вреднуваат јапонската Toyota, а спротивно на врежаното уверување, релативно добро се држат и французите. Зад нив се производителите од Јужна Кореја, додека купувачите најмалку доверба имаат во половните возила од Италија и Америка. Кога е во прашање класата, цената најмногу им паѓа на луксузните автомобили, како што се Audi A8 или BMW од серијата 7. Тие во просек губат цели 61% од вредноста во првите 5 години. Логично, најдобро се држат најбараните возила, малите градски автомобили, а следат компактите и средната класа. Својата вредност одлично ја сочувуваат и спортско корисните модели, што е и очекувано со оглед на нивната популарност во последните години. Меѓу нив сепак постојат големи разлики. Така, например, половен Porsche Macan се цени многу повеќе. Тој за 5 години ќе загуби 46% во однос на Volkswagen Touareg, кој има за 52%, или Alfa Romeo Stelvio со 57% помала вредност. Интересно, но не и неочекувано е што и вредноста на електричните автомобили брзо паѓа во просек за 53% во првите 5 години.